Благодарам, председателе. Почитувана колешке, секогаш кога треба да се дефокусира јавноста од проблемот што е тука на дневен ред, секогаш се употребуваат такви говори, посебно вие сте тие наистакнатите кога треба да се дефокусира јавноста, да излезите и да излезите надвор од темата на дискусија, затоа што таму губите 100-0 и затоа не ви одговара и затоа ја префрлувате дискусијата на друга тема, кој бил криминалец, кој бил бегалец, кој бил што бил, но треба да сте свесни дека вашиот претходен премиер Зоран Заев, зад кој вие застанавте и го изгласавте, два пати аболициран криминалец. Тој е човекот што е Република Македонија до овој степен. И вие не може да ја замајувате јавноста сега кој бил што бил. Се знае, луѓето знаат, граѓаните чувствуваат. Мислите ли дека некој не чувствува ова безредие што се случува во Република Македонија, кој е креатор на сето ова што се случува? Вие може да дефокусирате, меѓутоа проблемите на граѓаните се тука. Тие живеат со тие проблеми секојдневно. Вас ви е многу лесно тука од таа фотелја да седите и да кажувате како е и што е. Политиканство е вашето излагање, колешке. Затоа што ништо не правите во изминативе 5 години, ама буквално ништо не правите, освен што зборувате ова ќе направиме, тоа ќе направиме, ништо немате направено, не да зборувате од говорницава, сами сте свесни дека ништо немате направено. Ништо. Луѓето знаат и го чувствуваат тоа. Затоа ви се луѓето излезени пред собрание. Тие 10 души што ги кажавте дека 10 души биле синдикалците, па треба да се застрамите, бе, колешке. Па тие луѓе се представници на работниците. Тие бараат покачување на платите затоа што не можат да издржат да живеат со овие плати. Затоа што го поскапивте животниот стандард. Тие бараат 2800 денари. Тие 10 души што ги кажавте таму. Па треба да ви е срам што зборувате. Треба да се застрамите. Па вие земате 60.000 денари плата. И вас ви е лесно да го поминете месецот. Прашајте ги тие што земат 18 или 20.000 денари месечно, како поминуваат. И сега тука ќе кажувате, тие биле 10 души. За греота биле. Па за греота се секако. Како ќе го поминат месецот? Вас ви е најлесно тука. Ќе излезите на говорница, ќе се вратите назад, ќе кажете демагогии тука на говорницава и ќе си забавите. Но проблемите се тука. И тука остануваат, затоа што се напластуваат 5 години. И еден проблем немате решено на граѓаните, само го влошувате нивниот живот. Но да се вратам назад на темата што е на дневен ред околу колекторскиот систем, затоа што и таму сте катастрофа. И на секое поле во држава вие сте катастрофа. Ова што се случува во држава во овие 5 години е најголемата катастрофа што е случена во Република Македонија во изминативе 30 години. Кажавте дека амандманот ми бил грешка. Грешка сте вие, колешке, што дојдовте на власт пред 5 години. Вие сте најголемата грешка. Поголема грешка во Република Македонија не е случена во овие 30 години од ова парламентарно мнозинство. Нема поголема грешка во Република Македонија. Вие сте најголемата грешка. И тука ќе кажете, амандманот бил грешка, не била пречистителната подмолје, била Враништа, била не знам каде. Па поголема грешка од вас не постои во Република Македонија. Го знаете тоа или не? Мислам политички како политичка опција. Кажавте дека пумпите функционирале. Па зборувате глупости, колешке, зборувате невистини, знаете или не? Па морам да реагирам. Зборувавте невистини, пумпите работеле, вие ќе сте појделе на лице место, па вие не знаете ни каде се тие пумпи, бе, колешке. Не знаете ни каде се тие пумпи, а не да појдете на лице место. Јас знам. Јас ќе ве однесам во Враништа да видите какви фекалии се испуштат таму. Како живеат жителите на Враништа, на Ложани и на селата што се по течението на реката Црн Дрим. Немој тука да продавате демагогии дека вие се залагате за нешто. За ништо не се залагате. Вие само ги браните криминалците и ништо во овие 5 години. Што направивте во овие 5 години? Што? Едно да ми кажете што направите во овие 5 години. Ништо, една голема нула сте.
Една голема нула сте во овие 5 години, ништо друго, колешке, ништо друго. Вие сте една голема нула. Друго. Треба да кажете, кога зборувате тука, демагошки, треба да кажете во изминативе 5 години, колку ги поскапивте сметките само за колекторски те услуги. Колку ги поскапевте сметките? Сакате да ви кажам? Зошто не го кажувате тоа? Дека 3 пати ги големивте сметките. Зошто тоа не го кажете? Во 2017 година ги зголемивте за 10,2 денари. Понатака, 2018 16,5 денари. И во 2021 ги зголемивте за 21,4 денари. Ова е само во ваше владение. Овие зголемувања. Но тоа нема да го кажете. Ќе кажете овде, ќе дефокусирате, овој бил бегалец, овој избегал, тој се вратил. Па поголеми криминалци од ова влада нема во изминативе 30 години, колешке. Поголеми криминалци не постои. Поголем криминал од ова што се случува во овие 30 години никогаш не се случило. Луѓето го знаат тоа, затоа ви се пред собрание, затоа секој ден имате штрајкови. Затоа има незадоволство секојдневно. Вие само зборувате напразно, ќе направиме тоа, ќе направиме ова. Кога ќе го направите сето тоа? Кога ќе го направите? Ние направивме држава с институции, колешке, а вие во овие 5 години ги растуривте сите тие институции. Сите институции ги руиниравте и ги растуривте. Ние немаме држава повеќе, немаме преседател, немаме влада. Служиме за како джогер за соседните држави да се живуваат со нас. Вие ќе ми зборувате за држава и за институции. Треба да се засрамите и да не излегувате тука на говорница, барем за Охрид и за Струга да ќутите. Ќе гласате против амандманов и ќе зборувате тука дека вие сте грижите за нешто. За ништо не се грижите. И ве молам да прекинете со такви демагоги кога зборувате. Или ќе излезите, ќе кажете тоа што е добро или е лошо во амандманот, или да не одите настрана со дискусија, затоа што ако излезам јас настрана од тоа што треба да се зборува, има да се зборува ова 3 дена и 3 ноќи за овие криминали во овие 5 години. Затоа вие треба да заќутите во тој дел. Барем зборувајте дека нема да го поддржите амандманот ради разни причини, тука да завршите. Чекај, имаме уште, колешке. Не брзајте се. Од Охрид доаѓате, така? Како ќе развивате туристичка сезона, колешке, да ево јавно ве прашувам, пред очите целата македонска јавност, како ќе развивате вие туристичка сезона во Охрид со езеро полно со фекалии? А тука декларативно зборувате се и се што. Како ќе развивате туристичка сезона? Како, јас не можам да разберам како вие ќе се појавите и како се појавувате во Охрид и ги гледате охриѓани во очи. И што им кажувате? И имате колеги од страна кога ќе дојдат, па треба да знаат дека езерото се полни со фекалии од вашата неспособност. 5 години ништо немате направено. Ви оставивме физибилити, уште во 2013 година е направена од јапонската влада, е изработен проект преку ИПА фондовите, во кој што требаше да се стави овој во функција овој систем. Вредноста на проектот е 50 до 60 милиони евра, во тоа време бил. И тој ви е оставен кога дојдовте на власт. 5 години сте на власт, па прекините да крадите и ќе ги најдеме тие 50 до 60 милиони евра. Па вие не престанавте да крадите во овие 5 години. Како да се соберат 50 милиони евра? Кога за консултантски услуги плаќаме по милионски суми, 2 генерални секретари имате во притвор и вие ќе зборувате тука за криминалци. Треба да ја наведнете главата и да не ни излегувате на говорница, не да зборувате глупости. Ќе зборуваме. Не да не зборите, да зборите за тоа што е, не да дефокусирате јавноста со настрана со дискусии надвор од проблемот за кој што се зборува. Јас зборував како на реакција на вашето излагање. Јас имам зборувавте дека
Константин оставил проекти и се работело. Па вие сте свесни и знаете дека сега тој проект што е за улицата Македонски просветители, па вие го кочите. Затоа е тој застот, затоа што преку државните институции кои што се вклучени во целиот процес ја кочите целата постапка. Тука јавно ќе кажам да знаат сите охриѓани дека кочницата или застојот во работите што се изведуваат на оваа улица Македонски просветители е поради вас, поради оваа влада, затоа што вие за ништо друго не водите сметка освен за ваши лични интереси. И благодарам. Благодарам.